Почитувани гледачи, добро вечер. Емитуваме вести. Се зезам бе, какви вести. Македонија, добро вечер! Знам дека си ти, кога вика мало, никој нема, знам дека си ти. Ало? Ало? Ало, Марија? Кај си бе, срце? Што? Не е Марија. Кој е? О, Мијалков, па кај си бе, друже? Како е? Добри, живи, здрави, сите во држава, се е окей, се под контрола, да не се секирам? Добро, да, супер, супер. Туку, кажи ми, да не знаеш што е финтал со девојчева? Од преска ја барам, не можам да ја добијам. Аха. Така, значи, а? Дури не сум ја со неа, таа со други, а? Добро. Само да завршам со емисија, па ќе се разберам јас со неа. Еј, друже, морам додам, држава чека на мене, се слушаме подосна, поздрав. И што ти значат измени на закон за електронски комуникации? Ќе видите таа со кого си има работа, туку ве гледам се зверите во телевизорот и се викате, добро бе, кој е па сега овој, што бара овде, што е емисија ова? Абе, како да ви кажам сега, не дека ова е најаката емисија во Македонија, али можам да кажам дека е една од појаките од светот. Се зезам, си играме телевизија. Речевме да направиме ново шоу, нели како што е редот и како што почнуваат новите сезони, требаше да почнеме на есен, ама не ни се чекаше и решивме да направиме еден договор со Дедо ни Боже. Па времево да го направиме да биде како на есен. А што мислевте вие? Зошто врне цела недела? Дека Бранко собра 50.000 на митинг? Не биде 50? Колку? 10? 5.000? Немало никој? Да бе, немало никој. Зарем да немаше вака ќе славеше Бранко? Ах, што ја волим тај, Бранко. Многу јак митинг, брат, стварно. А и Шемса е секогаш вистински музички избор. Уште да немаше незгодни прашања. Не беше толку одамна, ја памтиме 2002 година. Посебно 15 септември. Дадовте многу ветувања. Едно од тие ветувања беше вработување по еден член во секое семејство. Тоа не го исполнивте. Како очекувате да ја добиете довербата на граѓаните? Што се однесува до ветувањето за по еден вработен од секое семејство од 2002 година, што го споменувате, ви тврдам дека во истиот момент кога Груевски ќе ги донесе неговите ветени 8 милиарди инвестиции, ќе имаме по 2 вработени од секое семејство. Виде тој на мене 15 септември ветување по еден вработен. Груевски ве лажеше за 8 милиарди евра? Ве лажеше. Па што, да не очекувате јас да го исполнам тоа што сум го ветил. Груевски 8 милиарди, јас по 20 вработени во секое семејство. Груевски нека рече 16 милиарди, јас по 4 ќе вработам бе. Ако нема 4 во некој семејство, ќе им направам бе. Ако не можам јас себе, ќе го пуштам Владко Ѓорчев. Тој може да направи нешто, го бива него. Што планира Бранко Црвенковски со името на државата, идентитетот на македонскиот народ? Дали нешто веќе договорил? И ако договорил, што договорил? Дали нешто договара во моментов и презема обврски и какви обврски презема? Дали постои Дедо Мраз? Кој го уби Ченто? Зошто пилотите камикази носат кацига? Како на тревник се поставува таблата на која пишува не гази ја тревата, без да се изгази тревата? Зошто продавниците кои работат 24 часа имаат брави и клучеви? Кој е тој Бранко и зошто цело време упорно го споменувам? Дали ме маѓепсал и како ме маѓепсал? Дали во моментов ме маѓепсува и како ме маѓепсува? Што се случува со мене? И дали има намера и што има намера да направи во иднина во врска со името и идентитетот на Македонија? Ауф, мислам дека тој Бранко ќе не уништи сите нас. Не знам како можевме да му ја дадеме власта за сега да води тајни преговори со Гарчиштена и да ги продава нашето име и идентитет. Што? Не е на власт? Па што ми е мене уствари? Зошто се потресувам што била таква ситуацијата? Штом нема власт, како би можел да ги продаде името и идентитетот? Освен ако... Да. Требаше да ми текне порано.
И името на Ламбе Арнаудов на листата помилувани затвореници од страна на председателот било подметнато од Црвенковски, велат во ВМРО ДПМНЕ. Искористувањето на државните служби доживува кулминација вчера со тоа што беа доведени во заблуда службите во кабинетот на председателот Иванов и на крајно дрзок и безобразен начин во листата беше додадено лице за кое очигледно председателот Иванов никогаш не дал согласност да биде помилувано. Срамота е ова што го прави господинот Бранко Црвенковски и Социјалдемократскиот сојуз. Точно така. Бранко е спремен на се и веќе одамна се познати неговите нинџа вештини и способности за упаднување по кабинети и подметнување. Замислете утре да влезе во кабинетот на премиерот и да го подметне тајно договореното име.